Чести поплаки од скоро прераспределени вработени кои за да стигне до своите работни места мора да патуваат и до 50 километри во еден правец. Ваков е случајот со секторот земјоделство. Сепак ресорниот министер се правда дека прераспределбата на вработените, како што е последниот случај со работниците од Прилеп кои треба да патуваат до Кавадарци, било согласно законот. Според Трајан Димковски, патување до 50 километри во еден правец не би требало да биде проблем. Напротив, вели, работниците треба да бидат поажурни. Министерот вели дека не е во прашање лична одмазда кон поединци, туку да се стави ред во системот и да се има подобра ефикасност кон работата, посебно кога станува збор за теренска работа. Мобилноста се должи на тоа што го очекувам јас лично, на подобра ефикасност во работава. Сега кога зборуваме што значи, ќе бидам искрен према вас, кога зборуваме за подобра ефикасност, ние мака мачиме да ги обезбедиме слободните земјоделски површини кои што не се дадени под закуп. Затоа очекуваме со една ваква мобилност помеѓу самите вработени да бидат ажурни, некои врски кои што ги имале да бидат прекинати. Вработените се сомневаат дека прераспределбата се прави поради различни ставови со актуелната власт, но тоа министерот денеска го демантираше. Рече дека работниците морале да бидат поажурни, посебно кога е во прашање обработливоста на нивите каде тие вршат контрола. Претходно од Министерството за земјоделство се правдаа дека прераспределбите во секторот биле поради зголемен обем на работа. Инаку ова не е прв пат вработени во земјоделство да се жала дека без најава од раководството добиле амин за прераспределба вон градот на живење. Алфа веќе објави историјата на Јованка Наунова од Свети Николе, која на една година пред пензионирање треба да патува по 40 километри до Велес, каде претходно била преместена. Инаку таа е мајка на тешко болно девојче кое нема кој да го чува, и тоа додека Јованка е на работа во Велес.